Криминалната ВМРО удри и по студентите. Наместо подобрување на студентскиот стандард, власта најде начин како да скрати од студентите, додека тие вртат милионски криминални тендери. Новите измени на законот се директен удар врз студентскиот стандард. Се намалуваат стипендиите за социјалните категории, а поскапува и сместувањето во студентските домови. За прв пат се воведува категоризација на студентските домови во два типа. Тип 1 – енергетски ефикасни и реконструирани објекти и тип 2 – постојни, односно нереновирани студентски домови. Или во превод, богатите ќе можат да престојуваат во реновирани домови и со подобри услови, а сите останати во старите и нереновирани домови. Власта крати и од поддршката на студентите за сместување и исхрана. За домовите од тип 1, наместо досегашните 50%, државата ќе покрива само 40% од трошоците, додека пак за домовите од тип 2, партиципацијата останува до 50%. Наместо еднакви услови за сите, ВМРО создава двокласен систем во високото образование. Студенти од привилегирани семејства и студенти кои што ќе мора да се снаоѓаат како знаат и умеат. Со измените, власта ја укинува и мерката донесена во ковид кризата од страна на СДСМ, односно нема повеќе поддршка до 6000 денари за приватно сместување или меѓуградски превоз за студентите. Дополнително, власта ја крати можноста за повеќе стипендии за социјално ранливите категории на студенти или оние на кои што им е најпотребна. Од вкупниот број на стипендии, наместо како досегашните 49%, сега 40% ќе бидат за студентите од социјално ранливи категории. За ваква ли грижа за младите зборува Мицкоски? Со кое лице им вели на младите не се иселувајте, кога истиот тој ја крати поддршката и создава систем во кој што образованието станува привилегија, а не право? Јасно е дека на ВМРО не му се важни студентите. Важно им е само да најдат начин како да украдат повеќе пари за нивните криминални тендери и луксузи. Со оваа власт на која што не и се важни студентите, младите ќе си заминуваат од државата уште порано, барајќи подобри услови, поголема сигурност и поправеден систем на странските универзитети. Ударот врз студентите е удар врз иднината на една држава. Социјалдемократската младина на Македонија бара итно повлекување на ваквото неправедно законско решение. Оваа расипничка и криминална власт ни ја одзема и последната надеж дека тука може достоинствено да се образуваме, достоинствено да живееме и да напредуваме. Затоа младите се приклучуваат на фронтот за вистина и правда. Затоа ни треба Европа. Членството во Европската Унија за нас значи еднакви услови и вистинска поддршка, а не политики кои што ги делат, осиромашуваат и понижуваат студентите.